Обстанокот на Брегалница во првата лига најголем предизвик за новиот претседател Ангел Бојаджиев, кој од пред 2 дена е назначен за оваа функција. Како нов претседател на фудбалскиот клуб Брегалница, максимално ќе се вложам со сета моја енергија, сета мојот труд, сета моето знаење што го имам во менаџирање на фудбалскиот клуб Брегалница. Основна цел ќе ни биде да успееме да останеме во првата лига, бидејќи сами знаете дека се наоѓаме на последното место. Назначувањето на Бојаджиев за прв човек на клубот доаѓа во исклучително тежок и турбулентен период. Клубот е на дното на табелата. 2 обида за негова продажба пропаднаа, а играчите се демотивирани и неконсолидирани. Со новото раководство, т.е. со новиот борд на директори, начело со Ангел Бојаджиевски, кој ќе биде претседател на бордот на директори, Брегалница останува да функционира и да биде во собственост на општина Штип. Ќе се надеваме дека Брегалница ќе извадиме од оваа фудбалска криза и ќе продолжиме да функционираме безпрекорно понатаму. Веќе фудбалерите ќе знаат лично со кого си имат работа, значи ќе знаат на што се. Се надам дека клубот ќе се среди во најбрз можен рок, бидејќи во изминатиот период позади нас имаше доста турбуленци. Ова значи дека и пред новиот претседател и пред сите во Брегалница престои период во кој сите треба да го дадат својот максимум. Нас не очекува една тешка борба за опстанок. Секој бод ни е потребен до крајот на полсезоната, што повеќе боди освоиме за да имаме полесна задача. Новиот претседател најави жестока игра за опстанок на терен, но и жестока работа во останатите аспекти поврзани со инфраструктурата и финансиите. Ќе направиме на реконструкција новија простори кои што сега се наоѓаме, ќе направиме еден спрат горе за да ги смалиме кириите кои што сега ги даваме на самите фудбалери кои што ги имаме, не се малку, верувате, секој месец некаде над 2000 евра, ќе ги смалиме кириите со тоа што ќе направиме овде простори каде што сите фудбалери ќе бидат сместени овде во самите простори на игралиштето, ќе биде еден вид како сместувањето ќе биде намалено, а исто така ќе ја направиме патеката која што се наоѓа околу самиот стадион и ќе се потрудиме до 20 да го оградиме стадионот, тоа е прво и основно, за да може да се одигра завршниот фудбалски надпревар овде на самиот градски стадион. Пред 2 дена Брегалница прокнижи уште еден пораз, што неа ја зацврсти на дното на табелата. Првиот тест со новото раководство клубот ќе го има веќе на 16 ноември, кога и гостува на тетовска Шкендија. Ова ќе биде исклучително тежок надпревар, зашто тетовчани се втори на табелата, а како противник многу пати се покажале како незгодни.